Слушай ваму. Драги мои пријатели и пријателки, се извинувам малку подолго ме немаше, некои семејни, се надевам убави обврски што ќе ги имате, вие сте ги имале и ќе ги доживеете и ќе ги преживеете, а секако и некои лични работи, така што брзо се враќам затоа што се акумулира доста работи што се случуваат. Прво сакам да останам малку со Македонија, затоа што имавме доволно време да ги наслушаме сите оние разговори и муабети во врска со политичката ситуација и многу интересно во Македонија зошто е таква каква што е и кој е виновен. И пак интересно, пак повторно, ама тоа е изворедно добро платена и разработена шема. Имено, кој е виновен за промена на името ВМРО? ВМРО ДПМН? Кој е виновен за војната 2001? ВМРО ДПМН? Кој е виновен за 2004 за големата границите прекројување? ВМРО ДПМН? Кој е виновен зошто добро на Македонија идеше 10 години додека ВМРО ДПМН ја водеше на власт? ВМРО ДПМН е виновно. Знаете, тривијално е веќе и смешно да се збори, но едноставно, знаете како, станавме како фарма, како Пинк телевизија. Имено, власта, Сорос и све останато, буквално купи да работи во служба на власта. И во неја имате оние што се најгласни се, например, некои популарни кои се на YouTube и така натаму, и глумат дека се опозиција, дека се за едни, за други и така натаму. Што се нивните подкасти, нивните тези и генерално на оние медиуми кои глумат независност. Едноставно, кој е виновен за целата состојба? ВМРО ДПМН. Многу интересно. Се сеќавам кога завршував една сезона, слушнав ваква една теза. Треба власта да се смени. Не, сега е време на криза, власта не треба да се менува. Па нели сте опозиционери? Да, опозиционери сме. Па ако како опозиција не ви е главна работа менување на власта, онда што ви е? Кажав и ќе повторам. Мицковски не ми е близок. Не се знам лично, освен средбите што сум го имал интервјуто. Но јас, мојот став, го градам личносно и спрема тој став ги градам моите политички ставови. Што ми кажал мене, што кажал во моја емисија, во врска со македонски идентитет, со националните предиспозиции, права, квалификации и она што е идентитет на македонецот, устав, уставни промени и така натаму. За се тоа што го кажал кај мене во емисија, мене ми го изговорил. Емисиите стојат на YouTube, ги имате, слободно прегледајте ги. Но ја ги имам прегледано и затоа и го говорам ова. За влакно не е сменето. Еве, сакам да седнам и да го направам парче. Ете, не ми се свиѓа, власта не е сменета. Кој е крив? Не ВМРО ДПМН, Мицковски е крив. Ајде да видиме, Мицковски е крив. Дали рече така за Гоце Делчев? Да. Дали отстапи од тоа? Не. Дали пред 2 години рекоа дека, скоро 2 години ќе има, како рекоа дека нема да има уставни промени, еве година и пол, колку и да е. Дали рекоа? Рекоа. И што од тогаш слушаме наваму? Само некакви небулозни анализи дека он веќе се договорил, дека ова, дека она и така натаму и така натаму. Знаеш, ми е интересно од кај доаѓаат и зошто тие работи, затоа што се небулозни, затоа што не кореспондираат со вистината. Она што сите се надеваат дека она што се случи 2017, полицискиот притисок, манипулациите,
заканите по животи на семејство и така натаму, ќе се повтори. Арно, ама не се повторува. Бидејќи не успеваат со страв ова раководство на ВМРО ДПМН да го заплашат, а бога ми и да речам нивните најглавни апологети, оние најистурени медиуми кои се залагаат. Ја во Република сум гости, нали, Република, Курир, Нетпрес, Алфа телевизија, тоа се знаменосци на опозицијата во Македонија и едноставно не се занимаваш со опозиција. Но, окей, поише се занимаваме ние со опозиција, одошто небулозите, крадењата на ДУИ и нивните слуги СДСМ во една безобразна епизода на ограбување на Македонија. Но, нели, Груевски е крив, Мицкоски е крив, ВМРО ДПМН е крив. Значи, ја не можам да му фатам одстапување. Ги слушам критиките за криминал. Знаете што? Ја само знам едно. Камо да имаше криминал, до сега ќе беше позади решетки. Едва и чека да го затворат. Да, човекот може би не делува популист, кој онака ќе се мава во гради или овие што викаат сите, да се повика народот на протести. Па излезе народот на протести, излезе опозицијата, си го кажа ставот. И sad, не знам што се очекува. Што се очекува? Излеговме ние 2016, 2017, излеговме. Стотици илјади, да. Како заврши? Thank you very much. Треба ли да бидеш глуп, пак да го направиш истото? Затоа, мене ми се допаѓа ова раководство, што не дава повторно инерцијата на популизмот да ги однесе во втора стапица, туку се занимаваат со реал политика, која не секому му е пријатна. Сите се бусаат у груди, ја нема, ова ние ќе излезе. И што ако излезете? Абе, искачаше народот по Бајаги. И што направи? 2000 души што искачаа 5 години завршија работа. Зошто? Заради меѓународниот притисок. И сега кога гледаат дека ставот на ВМРО, треба да ви го објаснам, Мицковски од сега нема да го спомнувам по име. Само ова ќе направам. Ова е меме за Мицковски. Опиши го Мицковски. Каков е Мицковски? Дечки, во најбазична психологија и говор на тело, ова ти е, не се слагам со тебе, држи дистанца. Респект, значи, не замавнувам, немам стисната тупаница, не ти се заканувам, ама има линија, не ја поминуваш, брат, па не знам што да е. До сега човекот не ја поминал. Знаеш, да издржиш вакви напади од ваква власт, плюс добро платена од надвор, плюс преплатени медиуми кои глумат дека се опозицијски, на кои нормално наивен народ секогаш има кој мисли ги мрази СДСМ, ги мрази ВМРО, ги мрази ДУИ, али ВМРО се криви за све, затоа што ВМРО се продало. Добро бе, дечки, ајде да речеме дека сте управо. Ако се они продаде, што не тргне? А ние ја сакаме партијата. Што партијата? Имало партии, МАК постоеше и го нема сега. Имаше Титови леви сили, ги нема сега. Имаше ПДП, ДП, некои таму партии, што ти ја знам, исчезна. Што не направите и они ќе си имаат пик, може и ДПМН еден ден ќе исчезна, ама нема сега. Нема сега затоа што трастот на мозоци моментално е кај нив. И играат кинеска, мудра, византијска игра, одошто популистичко главогубе. Мислам, пази, треба да си малци и луд за да се улеташ и да те начекаат. Знаеш, генерал Кастер сите бараат од Мицкоски да биде генерал Кастер. Што е храбро да јуришеш. Ма Кастер како заврши? Заврши Коперниче за игли избоден од индијанците. Што направи, например, еве, сега ќе му дадам пиетет. Еве, ја ќе го испофалам Мицкоски. По мене Мицкоски игра како генерал Патон.
Што направи генерал Патон? Генерал Патон, нели, D-Day се случува, големото истоварување во Нормандија, тргнуваат, огромни загуби, огромна сила, по инерција тргнува. Доаѓаат до Арденската шума, капчорк. Не може да се мрдне, гинат страшне. Што прави Патон? Патон се, не зборам за конкретниот случај во Арденската шума, ама генерално во таа офанзива застанува. Патон ја предводи тенковската единица, легенда, воена легенда, мислам, еден од ретките заедно со неколку руски. Но Патон што прави? Губи битка и има голем притисок сега од медиумите дома, од власта. Зашто она јавноста, зошто застануваш терај напред? Човеков, знаеш, уопште не седна да се расправа нисо, туку зема, се повлече, го затврти фронтот, се регрупираше, си ги преброи ранети мртви, дочека, ја процени новата ситуација, да, траеше малце, заради тоа траеше и малце подолго, и стигна конечно до Берлин. Исто ово го гледам кај нас. Зошто не утре? Абе, брат, дали гледаш како е забетонирана целата ситуација? Како ќе одглавиш да има предвремени избори? Еве, јас се лутам зошто нема предвремени избори. Што треба да напушти собранието? Ајде да го разгледаме напуштање на собранието. Не, го Љупчо Ѓорѓевски ви напушти собранието. Првиот другар на Бранко Црвенковски, денеска главен опозиционер на ова ВМРО ДПМН, опозиционер на својата партија, еден од најголемите бугарофили, кој во целата ситуација излезе од парламентот и што направи? Направи да им дозволи без усул да прави власта во тоа време што сака. А што направи власта во тоа време? Приватизација. Кукате уште за приватизацијата и треба да кукате. Тука ви е Љупчо крив. Се повлече. Не се повлекуваш од собрание, па не знам што да ти е. Ќе го блокирам собранието, не бе, ќе се бориш таму како знаеш и умеш. Затоа си таму. По мене, затоа што сме виделе се и се што едноставно не поминува ако ти паметно играш. И ова е шаховска игра, ова е комплицирана игра, ова не е популистичка игра. И овдека медиуми кои имаат милион лајкови и гледања, нека не се залажуваат. Зошто? Велија Рамковски беше неприкосновено најгледаниот неговиот медиум и неговите вестници, најчитани и најгледани. Значи, со ништо не се споредува. Ма каков сите, каков Канал П, сите они заедно не беа колку А1 телевизија. Што правиш прелест у тој момент? Ако си гледан, не значи дека си влијателен. Тоа што те гледаат, не значи дека ти веруваат. Тоа што си популарен, не значи дека ги контролираш и можеш вака да ги натераш, да прават што сакаат. И утре тебе да те гласаат. Да, тоа е добар момент, добра платформа, ама за да те гласа некој и покрај целиот народ што има голем дел на клиентелиза, он сепак е за ВМРО, ВМРО е најпопуларно, Мицкоски е најпопуларниот политичар, затоа што колку и да има за него контра од едни од други, и тоа 90% од нападите кон Мицкоски се прво соопштенијата на СДСМ и второ бивши ВМРО-вци. Значи, Гоце Делчев треба да име символот на ВМРО ДПМН заради предавствата кои ги имаат. А зошто ги имаат предавствата? Можеме да идеме и друг. Затоа што е моќна организација, затоа што е сложена. Зошто толку ја сакаат заради Македонија? Не.
Од лукративни причини, бе, пријателе. Од лукративни. Од една позиција мора да има и новинари, и професионални политичари, мора да има логистика, сето тоа чини пари, тоа треба да го одржиш. Не можеш ти да им викаш мачка и лепи маргарин 1-2 години, можеш човек да жртвуваш, не можеш 5 години. Не па со ваква власт, не па вака донесена. И сега на целава работа, погледнете што се случува. Бидејќи и власта, која ангажираше огромни пари и джипови за купување на луѓе да идат у пропаганда против Мицкоски, као наводно против Мицкоски, ствари против ВМРО-ДПМН. Овие што ги плаќаат добро си знаат што се врши работата. Не поминува. Рейтинзите се страшни, анкетите покажуваат катастрофа. Кај да е ќе се случат. Но ако се направи некаков инцидент, па се прогласи некоја војна состојба ваква таква, или скандал за некаков и така натаму, тоа нема кој знае колку да ги промени состојбите на рейтингот, ама може да нанесе штета. Затоа и јас би играл сейф, би играл сигурно. Не би се закачал затоа што можда клучевите не се во мој раце. Значи би играл паметно. Ја мислам дека на таков начин и обстанав овие години медиумски и многу мои колеги изгина затоа што не ова јас ке викам овие оние судски процеси, затварање, мобинг и 300 чуда ги снајде, влего у криминални шеми, у рекет и така натаму. Ја гледав да преживеам. Да преживеам и ја и преживеав и делувам. Да, не можам да делувам така како што е, затоа што ова е мојата реална моќ. Ја немам поддршка од голем медиум, бидејќи големите медиуми се под контрола на власта. Тука да не се лажем. Сега, дечки, дај немојте, знам јас, мислам, и Канал 5, и Сител, и Телма, и 24, и сите албански телевизии, сите се под контрола на власта и они глумат дека се они проевропски. Не, они се под контрола на власта, но и тоа не им успева. Што е сега приказната? Искача американската амбасадорка и вика, има до нова година, да. Па доаѓа тука емисари, вика, ако не ги направите промените уставни, има тоа и така натаму и така натаму. Сега многу ме интересира до следниот подкаст да видам Мицкоски понудата негова за широка македонска коалиција. Тоа значи најкриминалното нешто во овој момент во Македонија дуи да биде исфрлено и шанса СДСМ да се спаси од тонење, да си го спаси образот, затоа што СДСМ е во опасност да исчезне. Без оглед на сите пари и без оглед што некоја амбасадорка која утре ќе биде сменета, кај вие бели. Исчезна, така. Значи, Америка е преголема држава да туку така ние импулсивно како што чувствуваме за секој криминал и за секоја недоличност, како и судиите од ФИФА. Лошо одсудила, ама нема одма да го избрка. Ќе помине некое време, за да не се брукаат и како институција и овие како држава, овие како организација и така натаму и така натаму. Колку е поголема, толку е поинертна на недозволените или морално или етички или политички потези кои одредени личности ги прават. А Македонија е погодно тло. Затоа СДСМ го сака ова, затоа на СДСМ одговараат вакви амбасадори. Амбасадорите овдека, па се типа, ова е едина земја кај што можат криминални деланија да прават, никој ништо не им може, а нивните матични земји вика, добро, ај да не таласаме, пушти ги што сакаат нека прават. И сето тоа ќе се оправдува преку некои подкасти или некои емисии или некои анализи. Па дајте бе, дечки, мизерно е. Знаеш што ми беше последно најмизерно? Еве, го завршувам овде подкастот. Гледам еден искача на една телевизија и вика на што личело тоа деца да ја пеат оваа песната од Next Time, патриотска.
Македонска патриотска песна која секој знае. На што личело тоа? Господине, вам ви е проблем тоа што личело. Зборите вие како албанец што македонски деца матуранти пееле. За Јашари малиот пред 5-6 години кој пееше со обележијата на УЧК со пушки кај што се славеше пукање борбата против каурите и така натаму, тоа, пази, дете, воинствена песна, песна која повикува на... Што ја правиме? Небулоза. Знаеш што, уствари човек не треба ни анализи да прави, само да се подсетуваме флешови и само спојувајте си. Јас стварно не се ни трудам да бидам рационален со вадење на податоци, види русите кога седна, и овој кога седна, овој Ковачевски му се јавил на Мицкоски му рекол не, ама му се јавиле овие негови од СДСМ и му рекле не може на само средба, ти ако е на само средба, овој ќе договорил предавство, и овие ќе го бранеле уставот, а овој ќе го продавал устав. Абе, небулоза. Мислам, небулоза за ситни пари, кои еден ден кога тогаш ќе пукаат од глава. Колку и да си интелигентен, колку и да си способен, колку и да правиш големи дилови, кога тогаш диловите ќе паднат. Луѓето ќе се сменат, времињата ќе се сменат, тогаш ќе биде многу заебано. Мене ми е жал за многу луѓе, но знаеш како? Не можам да судам никому, но не можам ни да го оправдам никого. Јас си гледам мојот став, јас си го мерам тоа и мислам дека ако ништо друго, во овој момент по-човечко, по-достоинствено, по-нормално, по-политички издржано е да си на страната на опозицијата во овој момент, од тоа нема ништо подобро во о. А лидери се ВМРО ДПМН и добро ја тераат играта без оглед кој што како анализира. Ке поминат години, знам дека ќе бидам во право. Затоа што сум во право, не арогантно, затоа што моето 3-децениско битисување на медиумите во политичкиот медиумски свет ми докажало дека сум во право. Сум ги видел овие работи и се повторуваат.